Зошто пак ние треба да се грижиме за спортистите и за нивните права? Одговорот е едноставен. Затоа што денеска, како што многу автори со право констатираат, живееме во време на огромна спортизација, каде спортот игра огромна улога во обединувањето на луѓето, како на национално, така и на меѓународно ниво. Спортот помага да се елиминираат бариерите и предрасудите, а на нас обичните смртници ни дава можност макар за час-два да заборавиме на нашите секојдневни проблеми. Еден од најгорчивите предизвици со кои се соочуваат поранешните спортисти се финансиските потешкоти. Да, можеби на прв поглед оваа информација изгледа изненадувачки, земајќи ги во предвид големите суми кои професионалните спортисти ги заработуваат на светско ниво. Сепак, извештајот на Sport Illustrated од 2009 година проценува дека 78% од играчите во американската NFL лига се соочуваат со банкрот и со значителни финансиски проблеми само 2 години откако ќе се пензионираат, додека во кошаркарската NBA лига 60% од играчите се соочуваат со истата судбина 5 години по завршувањето на кариерата. Кариерите на професионалните спортисти се мошне кратки, а во тој период се очекува од нив да заработат доволно за да си обезбедат добар живот. Сепак, и покрај огромните цифри кои се вртат денеска во спортот, неконтролираното трошење, кој недостатокот на основни познавања за планирање и менаџирање во финансиите, само дел од причините зошто голем дел од овие некогашни милионери завршуваат на улица. Спортскиот свет влада една изрека: спортистите умираат два пати. Првиот пат кога ќе заминат во пензија. За професионалните спортисти, кои ги посветуваат своите животи на спортот, природно се наметнува прашањето што потоа. За жал, огромен е бројот и на примери, чии што животи отишел во непосакуваниот правец по завршувањето на активната кариера. Едно истражување спроведено од Светската асоциација на фудбалери ни покажува дека дури 39% од поранешните спортисти се соочуваат со психички проблеми, додека 32% развија зависност од алкохол. Многумина завршуваат и со проблеми со дрогата и коцкањето. Во нашата држава, ситуацијата во спортот е далеку од сјајна. Најпрво, спортистите кај нас не се ни одблиску платени како што е тоа случајот со познатите светски звезди. Дури играчите кои настапуваат во пониските лиги, европските земји, може да се пофалат со значително поголеми приходи од професионалците кај нас. Затоа, многу често нашите спортисти спасот го гледаат во заминувањето во странство, па макар тоа било, како што е во најголемиот број случаи, во источноевропски и азиски држави со многу помала спортска традиција од нашата. Дополнително, спортистите не само што се исправени пред предизвикот да најдат нова работа и улога во животот по пензионирањето, тие се соочуваат со големи проблеми и секојдневни прекршувања на нивните права уште во текот на нивните кариери. И покрај професионалниот статус кој го имаат на хартија, во голем дел од нашите спортски здруженија царува аматеризмот, па спортистите секојдневно се соочуваат со ситуации на прекршување на договорите, неисплаќање на платите и придонесите, суспензии и слично. За условите за работа, односно нивниот елементарен недостаток, нема потреба ни да се разговара. И покрај обидите за законско регулирање на ова прашање, повеќето инволвирани сметаат дека се уште нема конкретно системско решение со кое на вистински начин би се регулирал професионалниот ангажман на спортистите, посебно во делот што се однесува на здравственото, пензиското и инвалидското осигурување. По завршувањето на своите спортски кариери, многу спортисти знаат да се најдат во една независна ситуација да се без ниту еден ден работен стаж, без здравствено осигурување и во најголемиот број случаи без соодветна алтернатива за понатамошниот тек на нивниот професионален живот. Кај нас загрижува тенденцијата и оние спортисти кои го продолжуваат своето образование, тоа да го прават на факултетот за физичка култура. Во минатото не беше непознато за нашите спортисти да одбираат и други струки и да се стекнат со високо образование. Сега се чини дека спортот и образованието не одат рака под рака. И ова е проблем затоа што многу професионални спортисти го дочекуваат крајот на својата спортска кариера неподготвени за професионална транзиција, што има потенцијал да продуцира многу социјални случаи. Работите се уште полоши за оние спортисти кои нема да успеат да станат професионалци, како и за оние кои поради потешка повреда се принудени пред време да ја завршат својата кариера. Очекувањата за брз успех во кариерата, краткорочните договори, честите патувања и екстремната посветеност на спортот се еден дел од причините поради кои спортистите се решаваат да го остават образованието во втор план. Дополнително, и самите газди на спортските клубови не се заинтересирани за иднината на играчите по завршувањето на нивните кариери,
Напротив, од нив се бара само брз спортски успех. Случајот од минатата година со нашата фудбалска легенда Драган Мутибариќ и стана познат на јавноста. Мутибариќ имал богата спортска кариера, а во 1969 година ја понели титулата спортист на Македонија. Но и покрај богатата кариера, Мутибариќ денеска преживува со својата сопруга со пензија од 13.500 денари, заборавен од институциите и без можности за дополнителна заработка. Иако како заслужен спортист 7 години поред апрецирал за еднократна финансиска помош од Агенцијата за млади и спорт, истата ја немаше добиено додека не беше објавена неговата приказна во медиумите. Во рамките на проектот Sport End, финансиран од ЕУ, беше спроведено истражување наменето да се соберат мислењата на активните млади фудбалери за нивната кариера откако ќе завршат со играњето фудбал. Во анкетата која се спроведе во јули 2020 година беа вклучени 395 фудбалери, меѓу кои 106 од Македонија. Скоро половина од испитаниците размислуваат оптимистички дека ќе престанат да играат фудбал на 35 годишна возраст. За тоа ќе им биде потребна среќа. Во однос на кариерата по завршувањето на спортската авантура, мнозинството го гледаат своето идно вработување повторно во областа на спортот. Она што дополнително загрижува е што скоро половина од испитаниците се изјасниле дека се уште немаат одредено кариерен пат што ќе го следат по завршувањето на нивната спортска кариера. Една од мерките која нуди Европската комисија за да се осигура дека професионалните спортисти ги имаат потребните вештини и знаења за да можат непречено да преминат од спортот кон нешто друго е така наречената двојна кариера. Двојната кариера подразбира дека еден спортист може да ја комбинира без неразумен напор својата спортска кариера со образование или да работи флексибилно без да загрози ниту една од своите цели. Поделбата на спортските воучери редовно го привлекува вниманието на јавноста кај нас. Оваа мерка воведена во 2019 година се најавува како една од главните алатки за помош во спортот. Станува збор за мерка на владата со која компаниите дел од својата обврска за данокот на добивка наместо да ја платат на државата, ќе имаат можност да ја вложат во спортски клуб или спортист кои имаат добиено ваучер од Агенцијата за млади и спорт. Но имплементацијата и на оваа мерка не помина без проблеми. Останува фактот дека ниту една година од кога е почната оваа мерка, наплатата не била целосна. Една работа која многумина не ја разбираат е дека доделувањето на ваучер не значи автоматски доделување на парични средства. По добивањето на ваучерите, клубовите и спортистите ги чека потешкиот дел од задачата да успеат да најдат компании кои ќе прифатат истите да ги претворат во пари. Најголеми проблеми имаат индивидуалните спортисти, кои редовно секоја година се соочуваат со најголем процент на ненаплатени ваучери. За можните ризици од злоупотреба на овие финансиски средства од даночно ослободување предупредува и Државната комисија за спречување на корупцијата. Преди да се напомене дека во Националната стратегија за борба против корупција и судебни интереси за периодот 2021-2025 за прв пат беше воведен и секторот спорт. Во март минатата година, од страна на Агенцијата за спорт и млади беше најавено законско решение со кое се овозможува поранешните и актуелните спортисти да добијат право на пензиски стаж и пензиско осигурување, како и регулирање, односно субвенционирање на придонесите на сегашните спортисти. Во таа насока формирана е работна група која работи на изнаоѓање на најдобриот модел за решавање на ова прашање. Донесувањето на едно системско решение би бил добар чекор во насока на исправање на долгогодишната неправда со која се соочуваат нашите спортисти. Интересен е примерот со Хрватска. Таму професионалните спортисти имаат сосема поинаква пресметка на пензијата од останатите вработени лица. Законот препознава дека спортистите имаат пократок работен век од останатите кои се занимаваат со други професии и со самото тоа за нив важат поинакви правила во однос на пензионирањето. Колку е значаен спортот, најлесно може да се долови со изјавата на поранешниот француски претседател Жак Ширак по победата на Франција на светското првенство во фудбал во 1998 година. Гледајќи ги реките од луѓе како го слават успехот и улиците на Париз, Ширак славно ќе изјави: "Ова е еден од најсреќните денови во историјата на францускиот народ." Многу спортисти жртвуваат добар дел од својот живот, обидувајќи се да постигнат значајни спортски успеси. При тоа тие не само што се представуваат себе си, ја представуваат и заедницата и државата во која живеат. Секојдневно го жртвуваат своето тело, а неретко и своите иднини посветени на достоинствено представување на својата држава ширум светот. Најмалку што можеме да направиме е да им покажеме дека нивната работа се цени.